Почитувани медиуми, вчера по втор пат собраниското мнозинство покажа дека нема ниту волја, ниту храброст, ниту совесност кога станува збор за заштита на жените. Без збор, без аргумент, повторно го одбија предлогот за воведување на електронски нараквици за следење на насилниците, мерка што значи превенција, што значи спасени животи, што значи заштита. И да бидеме јасни, ова не е само политичка одлука, ова е директна одговорност. Затоа што кога имате можност да превенирате насилство, а свесно одбирате да не го направите тоа, станувате соучесници во истото. Соучесници во секој следен напад, соучесници во секоја следна жртва. Овој предлог не беше нов, беше поднесен и минатата година во истото време, но и тогаш сценариото беше исто, повторно молк и игнорирање. А што добивме од тогаш до денес? Само црни биланси, жени жртви, скршени и изгубени животи. И после сето тоа, по една година, повторно истата ладнокрвност. Вчера најавија дека ќе дадат објаснувања, но какво објаснување може да се даде кога една година сте молчале и повторно сте го избрале молкот? Ке речете законот не е применлив, ева одговор, применлив е, се применува во Босна и Херцеговина на федерално ниво и се применува повеќе од една година. Ке рече дека треба да се усогласи со други закони, да, треба да се усогласи со кривичниот законник, но ако можеме да усогласуваме закон за влада и после цели 2 години, не гледам зашто не може овој закон да се прифати па да се усогласува. Ке речат нема услови, јас ќе ги демантирам, има, бидејќи знаеме дека алките од системот за пробација стојат во депо и може да се стават во функција за следење на сторителите на насилство, или можеби ке речат нема финансиски средства, еве не треба финансиски средства, треба само да се има волја. Можеби ке побараат и повеќе време, не треба повеќе време, бидејќи една година помина откако претходниот ист-ваков предлог беше доставен. Една година молча, додека билтените се полнеа со жртви, додека изразуваа жалење за повторно да не направат ништо. Доста од лицемерија, доста од празни говори за жените. Жените не се само бројка, ниту процент, ниту пак тема само за политичко предизборие. Жените се животи и овие животи вчера повторно, како пред една година, беа игнорирани. Ова повеќе не е само политичка борба, туку и морална одговорност. И бидејќи мнозинството повторно избра да стои на страната на молкот, ЛДП нема да молчи и нема да се откаже, и ако треба по известно време повторно ќе го достави истиот предлог, а доколку пак е проблем што предлогот доаѓа од ЛДП, како и многу други предлози кои што ги присвоја, еве слободно преку оваа говорница им го даваме, нека го поднесат тие, нека го присвојат како свој, ама нека го донесат и имплементираат, само нека не молчат, затоа што молкот и онака веќе однесе премногу животи. И за секој следен случај да знаат дека ќе имаат истата одговорност, затоа што вчера можеа да спречат, но одбраа да молчат. Благодарам.